почина и вториот од тројцата тешко повредени од пожарите во Струмица. Господине Заев, каква е во моментот состојбата со третиот тешко повреден и со другите лица кои што се донесени дел во Скопје, дел се на лекување во Струмица? Значи во Струмица се сите со стабилна состојба и во животна опасност. Во Скопје детенството од петте кои што беа пренесени е во животна опасност, а кај другите двајца живите наши струмичани се уште се борат за својот живот, но се гледа известно подобрување на состојбата во споредба со синот кога се однесени во болницата. Жално е што двајцата браќа и Пено и Блаже починаа. Денеска општината за денес и утре ги прогласи денови на жалост. Решението е веќе изготвено, во моментот се информираат сите медиуми, еве и вашиот медиум го информирам. Целта е до струмичани да допре да се прочитува согласно законот прогласот за денови на жалост, тоа е денешниот и утрешниот ден. Се надејаме дека останатите наши струмичани ќе се изборат за својот живот. Јас сум во моментот уште на ридовите, се бориме со пожарите, како се стоплува времето, излегуваат уште пламени, се уште се гаси горе. Не е за одразувачко за проширувањето, но сите сме тука, со бизнесме кон нашите сограѓани кои што се во Скопје во болницата. Колкава е опасноста за натамошно ширење на пожарот? Не постои опасност заради тоа што се јавуваат ситни жарови пред се од дебели стебла или трупци, кои што со паѓањето на дрвата постои веројатност да го прошират самиот трупци, заради тоа по сите редови се распоредени некаде 12 екипи, кои што изгледат сите вакви состојби и веднаш ги локализираат ваквите жарови. Стравот е од високите температури, денеска продолжуваат високите температури и секој пламенче представува потенцијал за проширување на сувата стеблеста шума која што имаме овде над градот. Се надевам дека тоа нема да предизвика заради целата дебелост која што е максимално на ридовите на градот Струмица. Вие денеска сте со пожарникарите каде што е опасно и каде што има опасности за животот и за проширување на пожарите, помагате во гасењето на оваа огнена стихија. Вчера на раце и на грб, како што кажувате, и со мотор пренесовте еден од тешко повредените. Така е, значи сите бевме вклучени рамноправно. Јас можам да кажам дека соработката помеѓу сите институции беше на одлично ниво, согласно сите процедури и правила на штабско организирање под директно водење на регионалниот кризен штаб во Струмица и од лице место од мене, каде што бевме сите, секој даваше свој допринос. За жал, јас бев на лице место каде што беа двајцата сега починати. Токму вториот Пено беше оној кој што заедно со мене на крвот на моторот со во придржба на пожарникар ставен во сендвич помеѓу нас двајцата, кој излековме на пристапниот пат каде има возила, но да може да биде пренесен во болницата, но еве и тоа не помогнало. И навистина сме сите тажни денеска со овие информации кои што ги слушнавме. И вас ве зафати дел од пожарот? Така, јас имам мали повреди, тоа не е проблем воопшто. Се надевам дека сите други луѓе кои што се по болниците ќе се вратат живи и здрави дома. Ова се работи за два пожара кои што беа на раздалеченост од околу 300 метри. Како можеше да дојде до вакви два пожари и дали се работи за човечки фактор? Дали се подметнати пожарите? Вака, лаички би било од мене да кажам, заради тоа што не сум стручно лице за проценка на овие работи, но самото тоа што двата пожари се едниот на 100 метра од локалниот пат Струмица по Пчево, кој што е прилично со добра широчина од 7-8 метра, другиот од спротивната стана на 200 метра, значи помеѓу двата пожари се 300 метра оддалечено. Самиот факт на моментот покажува дека не е возможно во исти момент на 300 метра оддалеченост да се појават двата пламени кои што се иницијативата на големите пожари на Струмица. Тоа само по себе наведува дека се подметнати пожарите.
Вие вчера и писмено, согласно законските процедури, побаравте да бидат вклучени и владините канадери за гаснење на огнот, меѓутоа дождот за среќа вчера го направи своето и ја спаси Струмица. Дали сте сега во контакт доколку има потреба повторно да активирање на канадерите да притекнат во помош? Така, врските се воспоставени, кризниот штаб е постојано на линија, заради тоа што штабот е составен и од општински и од државни институции, меѓу кои и подрачното оделение на Агенцијата за управување со кризи. Значи, тие се директно во нивна вертикална поврзаност со штабот кој што го води господинот Срзил во Скопје. Јас знам веќе дека нема да има потреба од канадерите, заради тоа што во моментот сега си навистина е мало и се санира одма, иако ветер постои горе на редовите над Струмица и температурите се веќе прилично високи, се плашиме сите дека може да предизвика одредени проблеми. Господине Заев, ви благодарам за исцрпните информации.